Македонија се откажа од македонците надвор од своите граници. Ова е резултатот на 7-годишното владење на Оската СДСМ Дуи и потпишувањето на договорите со Грција и Бугарија. Нашинците во соседството се крајно разочарани. Велат, нашата матична држава реално никогаш премногу не се залагала. Но, она што се случува во последно време е страшно. Подобро да не прават ништо. Дека Македонија уште одамна кренала раце од македонското малцинство во Грција, покажува и тоа што македонците таму никогаш не беа консултирани за Преспанскиот договор. Македонскиот монах и поборник за македонскиот народ во Егејска Македонија, отец Никодим Царкњас, смета дека оваа власт го погази сето она за кое нашите предци се бореле – македонскиот идентитет. Договорот Заев, Додан Коцијас и Митров Виноградиев се беше голема катастрофа за македонски народ и за Македонија. Ама сега на идните избори ник се мислат вистинско македонско и патриотско как треба, не за интереси кој ќе ни даде нешто повеќе, кој ќе на измаме за изборите и нам ќе работе повеќе за непријателите. Македонците во Грција не можат да се помират со тоа што власта стави параф на Преспанскиот договор. Тоа договор воопшто не е добро за ниту за вардарскиот дел на Македонија, ниту за егејски дел. Што моето лично мислење треба да се уништи. Ние Македонија ја знаеме како Македонија, не како Северна Македонија. Се чувствуваат понижени и не знаат што ќе биде понатаму. Македонските власти во многу прилики признале дека се откажаа од македонското малцинство, не само во Грција, туку и во Бугарија. Наместо да застанат позади нивните интереси, функционерите ги препраќаат македонците за своите права да се борат преку судот во Страсбур. Политиките на подчинетост ги почна Зоран Заев со потпишувањето на договорот за добрососедство и пријателство, па ги продолжи Димитар Ковачевски. Македонија никогаш не го поставила како официјално и отворено прашањето за македонското малцинство во Бугарија, а тоа беше и остана јасен знак дека Македонија е спремна на отстапки. Бих казал, че македонската влада не е дала помош на македонците в Българија. Бугарија не ги признава малцинствата, всъщност би трябвало да каже, че премиерот Ковачевски, когато беха миналата година, застъпи силно за македонския етнос в България. Извън това, владата ништо не е помогнала. Проблемот со негрижата за малцинствата не е само во Бугарија и Грција, туку и во Србија. Со години здруженијата критикуваа дека не добивале помош од македонската влада за активностите и проектите кои се за промоција на македонците и покрај многуте апликации. И македонците во Албанија се крајно разочарани од политиките на оваа влада. Тие во многу прилики предупредуваа дека власта ја распродава нивната матична држава.